со ваква работа, за да почне посериозно помеѓу граѓаните во Македонија да се чувствува она што се вели напредок и она што се вика економски прогрес. За прв пат по долго време во Македонија почнаа да растат платите и пензиите. По долго време. Во Македонија започнавме многу проекти. Фирма во Македонија веќе може да се регистрира за 4 часа. Тоа го немаше во минатото. Тоа траеше со месеци. И не случајно, после многу превземени проекти, после многу превземени и направени реформи, Светската банка минатата година Македонија прогласи за 4-та реформска сила во светот за 2007 година. 4-та земја по реформи за 2007 година. Во списанието Doing Business, што еднаш годишно го издава Светската банка и ги рангира државите за таа година која од државите и колку интензивни и квалитетни реформи во економијата направила. Истата таа година, минатата година, 2007, на листата на Transparency International, која што го мери нивото на корупција и борбата против корупцијата, Македонија направи исчекор за 21 позиција. Ниту една друга држава во таа година немаше исчекор за 21 позиција во позитивен правец. Некои имаа за 2 позиции, некои за 4, некои за 6. Само Република Македонија во една година имаше позитивен скок во борбата против криминалот и корупцијата за 21 позиција. И кај економијата, и кај борбата против криминалот и корупцијата има уште многу да се сработи. И нас не очекуваат големи предизвици во тој правец. Но може да се констатира дека нештата тргна во една друга, поинаква насока од таа што имавме до неодамна. Би споменал уште неколку работи. Започнавме и ќе продолжиме со уште многу реформи во судството, во здравството, а во образованието веќе отворивме неколку нови универзитети и факултети. И веќе минатата година имаме 50% повеќе запишани средношколци на факултетите. За прв пат започнавме оваа година со задолжително средно образование. А од минатата година англискиот јазик е задолжителен во училиштето, што е прво оделение во основно училиште до крајот на средно училиште. Ја раздолживме земјата предвремено за цели 20% од надворешниот долг во само една година. Предвремено се раздолживме целосно кон ММФ, кон Парискиот клуб, делумно кон Светската банка и кон други меѓународни институции. Започнавме многу проекти во земјоделието и огромни средства вложивме во македонскиот земјоделец. Одречи си ништо средства подршка на македонскиот земјоделец. Веќе оваа година доделуваме 45 милиони евра, а веќе во 2012 година постепено ќе стигнеме до 120 милиони евра подршка за македонскиот земјоделец. Во Македонија се враќа сјајот во очите на македонскиот земјоделец. Воведовме веронаука во училиштата. Прв пат оваа година. Богословскиот факултет. Прв пат оваа година го ставивме на државниот буџет. Воведовме повеќе верски празници во Македонија да бидат државни празници, за да можат македонците достоинствено да се ги слават христијанските верски празници. Почнавме еднаш годишно да помагаме на манастирите во Македонија, каде што има монаси, со еднократна донација за манастирите, за да монаштвото заживее уште повеќе и да продолжи да се развива. Следната година на централниот плоштад во главниот град на државата започнува изградба на голем црковен храм христијански православен. Драги пријатели, направивме се што беше наша моќ и ги исполнивме сите критериуми. Земјата да ја добие поканата за НАТО. Сите критериуми, од прв до последен, пред самитот во Букуреш беа исполнети. Тоа ни го признаа сите и тоа веќе не е спорно. За жал, заради блокадата на Грција,
не ја добивме таа покана, односно таа покана е одложена. Сега, во наредните еден месец, ги завршуваме сите 8 бенчмаркови препораки кои што ни ги даде Европската Унија за да ги започнеме преговорите за полноправно членство. Повеќе од убеден сум дека ќе ги завршиме, затоа што во најголем дел веќе ги завршивме, остана уште неколку работи за месец септември. За жал, немојте да бидете изненадени, доколку и таму ја добиеме блокадата од нашиот сосед Грција. Беше година во која што направивме многу прогреси и во која што ги завршуваме последните подготовки за укинување на визниот режим за македонските граѓани во Европска Унија и од следната година да имаме безвизен режим со Шенген државите. Тоа е нешто што во овој момент е сосема известно и не е толку многу веројатно дека Грција ќе може да го блокира. САД и понатаму останува наш главен стратешки партнер. Наидовме на жестоки притисоци, уцени и закани за промена на името и на идентитетот на Република Македонија и на граѓаните на Република Македонија. Правиме крајни напор да се справиме со овие притисоци, борејќи се истовремено со мокни противници и надвор и внатре во земјата. После 60 години, прв пат го отворивме прашањето за македонците од егејскиот дел на Македонија, за нивните права, за нивните имоти. Го отворивме прашањето за македонското малцинство во Грција, но и за македонската православна црква и незиното непризнавање. Се обврзавме дека нема да дозволиме промена на уставот со цел промена на уставното име на Република Македонија. Ниту пак ќе дозволиме било каков компромис кој што ќе има влијание и ќе го наруши нашиот идентитет, нација и јазик. Македонскиот јазик, македонската нација, македонскиот идентитет.